Над 250 хектари земјоделско земјиште, пасишто, воштарници и пчеларници претвори во пепел големиот пожар што во петокот беснееше во Пробиштипскиот регион. Зад огнената стихија остана опожарена површина еднаква на околу 350 фудбалски игралишта. Пожарот избувна во атарот на селото Бучиште, каде што целосно изгоре една куќа, а беа оштетени и неколку помошни објекти. Подпомогнат од силниот ветер, огнот потоа брзо се прошири кон атарите на селата Неокази и Ратавици. Станатиот пожар во петокот на територија на Пробиштип има зафатено околу 250 до 300 хектари површина, каде што главно се земјоделски површини, има нискостеблеста шума и пасишта, меѓутоа има зафатено и пчелни семејства, има зафатено овоштарници, житарици, како и дел од куќите во село Бучиште. Општина Пробиштип од денеска го отвара повикот за пријавување на штетите од пожарите. По истекот на рокот на 15 јули, општинската комисија ќе излезе на терен за да ја утврди фактичката состојба и да ја процени висината на штетите. Ние како општина имаме формирано комисија која што ќе ја утврди настанатата штета и согласно правилникот кој што го има донесено Општина Пробиштип ќе биде доставен на Советот на Општина Пробиштип и понатаму ќе се проследи до Владата на Република Македонија, која што треба да ги потврди настанатите штети и да бидат делумно обештетени граѓаните кои што беа зафатени од ова несакана појава. Минатиот петок беше еден од најтешките денови ова лето за Штип и Пробиштип. Во текот на денот избувнаа 4 пожари, меѓу кои и оној на тврдината Исар во Штип. Според првичните индиции, пожарот во Пробиштипскиот регион најверојатно настанал од искра предизвикана при работа на земјоделска машина.